Со цел средношколците се отргнат од дигитализацијата и вештачката интелигенција. Денес професорите од Средното општинско училиште Јане Сандански Штип спроведоа акција со донација на книги од различни жанрови, кои од денес ќе бидат достапни за сите ученици во самото училиште. И како што секоја година по повод Денот на жената професорите добиваат символични подароци, оваа година и тие решија да допридонесат литература за учениците сакајќи да им овозможат подобро и поквалитетно време во училиштето. Директорката Марија Николик со став ова акција прерасне во поголема во нашето општество. Целта на оваа иницијатива е токму таа, водејќи се од денешното време кога младите се оптоварени со дигитализацијата и вештачката интелигенција, чувствуваме одговорност пред се како наставници, како мајки, како жени, дека можеме да допринесеме да децата колку можеме ги оттргнеме од дигиталниот виртуелен свет. Свесни сме дека самото време наметнува да бидеме дел од дигитализацијата, но истата да биде во некоја умерена и контролирана форма. Денес преку акција на донација на книги од страна на наставниците од нашето училиште ќе овозможиме децата да имаат пристап до литература, не само стручна, туку и од белетристиката, да можат во рамки на училиштето да во секое време имаат достапност на книгата и слободното време за време на одморите да го користат во читање, а не гледање во мобилните телефони. Оваа иницијатива за почеток произлегува од Јане Санданскиот Штип, но во иднина планираме соработката да се прошири на ниво на сите основни и средни училишта во градот, секако и во соработка со општината и градоначалникот да овозможиме отварање на јавни библиотеки не само во рамки на училиштата, туку и во сите јавни институции. Овој настан нека биде потик за сите кои што сакаат да донираат литература, вели Николик, додавајќи дека најмоќното оружје за младите е образованието и литературата. Пред се да го честитам Денот на жената на сите мајки, жени, сите наши сограѓанки и пошироко, и се надевам дека ова ќе биде поттик. Еве ги повикувам и граѓаните, секој кој сака да донира книга, вратите на училиштето се отворени и за пошироката јавност и може тоа да го сторат секој ден во училиштето. Во контекст на интервјуто, сакам да кажам и некои други активности кои ние како училиште ќе ги спроведеме во престојниот период. Од денес активот на физиотерапевски техничари започнува со една акција во рамки на основните училишта, посветена деветооделенците. Во соработка со наставниците по спорт и спортски активности ќе се спроведе детекција на сколиоза, ќе се направи презентација за раното откривање, начинот на лекување, каде да се обратат младите, затоа што детектиравме дека голем дел од популацијата, посебно во основните училишта, се почесто е изложена на добивање на сколиоза, како резултат можеби една од причините е користење на мобилните уреди. Инаку ова училиште во следниот период ќе спроведува и предавање заедно со невладината организација за профилот забни техничари, со учење на нови методи од експертите. Профилот фармацевски техничари имаат пак активности за третман и лекување на акни, а покрај тоа и сите ученици се подготвуваат и за презентирање на основците на самото училиште, како и редица активности за стекнување знаење на идните лекари.